Комши, гледам овде и сликиве што си ги украсил. И шо? Па сликиве што само ова овде си ја измешал. Шо бара ти то овде? Па он е најголем ВМРО-вец. Абе, не збори. Па ти не си нормален, бе. Па он прв се избори за Македонија. Па прв се избори за Македонија, он, бе. Па не знаеш што правиме сега, бе. Па ни правиме нова партија, бе. Па ги собираме незадоволни од два страна, незадоволни од една страна. Ги премираме сите кај нас и правиме ВМРО комунистичка. Само таква не е имало до сега. И ти цу следиш кај нас. Добра вечер, почитувана публика, и добре дојдовте во 22-то издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добра вечер. Добра вечер. Неделава е последна пред првиот круг на предстојните претседателски избори за претседател на Република Северна Македонија и ова ќе биде наш последен или предпоследен обид да ги убедиме нашите сограѓани да се придружат на организираното движење Бојкотирам. Ќе те прекинам. Ние не убедуваме никого. Ние нудиме аргументи. И секој здраворазумен човек од тие аргументи ќе извлече заклучок што треба да прави. Убедувањето е една омилен начин на работа на една структура на власт, на еден систем на управување во државата, против која ние се бориме, јас откако знам за себе. Така да никој не го убедуваме. Секој треба сам да си донесе заклучок, бидејќи ние не сомневаме во разумот на луѓето. Секој човек е разумен. Кога ќе ги види фактите, да донесе правилно решение. До сега македонците немаа можност, бидејќи нема начин како да бидат информирани. И затоа тие не можеа да носат вистински одлуки. Пак ќе го споменам референдумот. Благодарејќи на можноста за информирање, бојкотот беше помина без проблем. Затоа што луѓето добија информации. Никој не Бојкотирам не убедуваше никого. Нудеше само факти, гола вистина. Го правиме истото и сега. И затоа се плашат сите. Посебно двете водечки партии, кои наводно се противници, нели? Да. А добро, веќе штом го спомна и референдумот, јас на една објава во минатата недела напишав дека референдумот од 30 септември беше првиот чекор во ова патешествие од 1000 чекори кое што треба да го направиме, односно од 1000 мили кое што треба да го направиме за конечно да се ослободиме. Имаше една реакција од наша гледачка зошто баш го одбираме 30 септември референдумот за името како појдовна точка. Ете, имало луѓе како што впрочем и таа вели дека кои бојкотирали порано, се бореле против системот и порано, зошто токму овој датум го одбираме. Јас лично поаѓам од таа точка, бидејќи тоа беше еден прв организиран или свесен, да кажам, обид на македонците да се спротивстават на власта. И покрај тоа што и пред тоа, например, еве ти веќе 20 и кусур години како зборуваш на оваа тема, дека ВМРО и СДС се всушност само двете крила на комунистичката партија на Сојузот на комунисти на Југославија, кој што глуми политика и демократија. Меѓутоа, зошто 30 септември? Затоа што тогаш за прв пат се разбудија, имаше масовно будење. За прв пат едноставно целата нација
рече да, нешто не чини тука. Мораме да направиме некој поинаков обид од оној да го симнеме Курту да се качи Мурто, или од оној обид за да гласаме за помалото зло. Тука беше еден момент каде што едноставно немаше помало зло на референдум. Тоа е главната работа, што луѓето разбраа дека нема помало зло. Секое зло е зло. Да. Нема помало зло. Да. Така да обидот да не е протнат сега Силјановски како помало зло. Е стара излитана удбашка лага. Да. И ние 30 години секогаш гласаме за помало зло. А секогаш стонеме се подлабоко во злото. Па, затоа што, нели, секогаш изборот е за помалото зло. Да. Значи, ако поаѓаме од, да кажеме, точка, нулта точка, и ако се обидуваме да се вратиме кон таа точка, ако одиме кон помалото зло и кон помалото зло, кон помалото зло, ние никогаш не се враќаме кон нултата точка. Се одиме надолу. Одиме се подалеку од таму кај што треба да стигнеме. Точно така. Така што, конечно, и народот почнува масивно да се свестува дека помалото зло веќе води кон зло. Па нема помало зло. Помалото зло е исто како и поголемото зло. Да. Дали ќе умреш денеска или ќе умреш за 15 дена, исто е. Ќе умреш. И сега, дали ќе се мачиш само повеќе е прашањето. Тие 15 дена што ќе ги даде помалото зло, е само период на поголема мака. Да. Ја го согледуваш проблемот дека си изгрешен. Дека помалото зло не било помало зло. Еве го примерот, последниот пример со Заев. Изборот на Заев 2016 година и насилието во изборот на Тајат, владата, неговиот начин од како стана мандата, како стана премиер на владата. Имаме исклучиво непочитување на се и се. И сега тоа било помало зло, така беше тогаш представено, ако прави коалиција со Ахмети, сепак го тргнавме големото зло Груевски, не. Дојде поголемо зло. Исто ќе биде и сега. Да, па зашто сега дојдоа на власт за прв пат вистински револуционери. Да. И револуцијата си ги јаде децата, револуцијата јаде се. За револуцијата ништо не постои. Точно. Сега веќе што го спомнавме Заев и неговите демократски предиспозиции, да. Таман тоа не води кон нашето прво видео. Да. Тој неделава гостувал на некоја TV21 дебатна емисија на која го прашуваат дали ќе се менува уставот ако нема цензус од 40% во вториот круг. И еве го неговиот одговор. По законот е верно, мора да одиме на избори. Втори избори, ама првиот пат ако пропадне и вториот. Јас не верувам дека ќе пропадне, јас мислам дека ќе успееме. Дури во најлошо сценарио, некој од големите политички чинители или актери одлучи да бойкотира, 37% без големи политички чинители постигнавме за референдумот. Изборите се друга работа. Да. И гледаме и амбиентот како е. Референдумот беше поприлично тешко, посебно за македонската заедница. И сите се согласуваме тука. За председател е друго. Ако одлучи некој да бойкотира, треба да си го прифати ризикот, што и со неговиот бойкот ако се постигне 40%. Јас верувам дека е можно да се постигне 40%. И секако не размислувам за бойкотот, заради тоа што Рената Десковска, како прв правник во мојата влада, ми вика: имаш избори повтарање, имаш можност да смениш устав и во него две подможности. Едното е да го тргнеш цензусот и другото е да бираш председател во собранието. И што ќе мислам се? Нема што да мислам како да има цензус. И ќе има цензус, верувам дека ќе го постигнеме. Зошто? Заради тоа што верувам во граѓаните. Нема да ја остават вака државата да оди низ вода. Нова политичка криза ќе биде тоа. Вакво нешто да слушнеш од премиер кој отворено вели дека устав. Та, нема врска. Јас ќе владеам како што сакам. Уставот може да го смениме. Да, можеме да... Па, тогаш зашто воопшто не треба да има устав. Бидејќи уставот се носи за да се воспостават некои правила на игра. Да. И тие правила мора се почитуваат.
Во оваа ситуација, она што ние го потенцираме често, скоро секојаш час го зборувам во сите мои, кога пишувам или говорам, во заробена држава, во држава во која нема опозиција, која се бори против заробената држава. Зборувам легална опозиција, во партиска форма, како што е во моментот ВМРО ДПМН. Кој избор има и на каков начин може да се сруши да се ослободи државата од заробување. Да се сруши системот кој ја заробил државата, дека не е да ја заробил државата една партија или една групација на луѓе, не. Овдека системот е тој кој ја заробил државата. Да, и не е воопшто како што сака да каже професорката господја Колозова, која вели дека капиталот ја заробил државата. Дај Боже да ја заробил капиталот државата во Македонија. Македонија ќе беше... Да. А сега, како можел капиталот да ја зароби државата, кога капиталот произлегува од државата, кога судските, односно судскиот систем е произлезен од комунистичкиот режим, професорскиот кадар е произлезен од комунистичкиот режим, оние кои што се во владата, медиумите, се е во произлезено од комунистичкиот режим. Како сега капиталот ја заробува државата? Главен промотор на капиталот е владата, бидејќи таа дели тендери, таа дели се. Таа има едно голем буџет и со тоа ги држи сите во рака. Енормно голем буџет релативно на буџетот на приватниот капитал. Да. Е тука. И затоа непочитувањето што го изразува Заев, ќе го сменам, ќе направам ова, не може да направиш ништо. Уставот вели дека треба за да се избере председател треба тоа и тоа и тоа и тоа да се исполни. Народот, граѓаните, гласачите нема друг начин, бидејќи треба да гласаат за двајца луѓе кои се производ на тој систем, двајца луѓе кои го бранеле тој систем, двајца луѓе кои ќе го бранат тој систем. И сега за кого да гласаат? Свесно да гласаат против себе си, против она што гледаат? Па тоа е всушност она што комунизмот како култ го налага. Да. Тој бара да кажеш дека 2 и 2 не се 4. Туку колку вели партијата. Точно така. И тоа е сега она што се бара од македонците. Да. Слепо да... Иако гледа дека она што го нудат двете партии е против интересите на Македонија. Против интересите на демократијата, на слободата, на тоа што го бара ПРИБЕ, што го бара ЕУ. Реформи. Посебно во двата сегменти на општеството. Тајната полиција и судството. Двата главни столба на државата. И сега тие не убедуваат дека не е така. Тие се луѓе кои ќе направат промени, не. Како може да направи промена кога Заев вели јас ќе менувам устав? Добре, сега, ако вели дека може да го избере како сака председател, дали тој, например, ќе ја почитува одлуката на народот, еве да кажеме, да претпоставиме дека Силјановска победи? Да. Дали тој ќе отпочитува таа одлука? Па, ќе отпочитува. Зашто и таа е еден од нив? Затоа што таа најави дека не ќе потпишува закони, ќе почитува новото име, се ќе почитува. И зашто да не ја, бидејќи ако не ја прифати, тогаш ќе покаже пред светот дека ете не забеган. Вака, и затоа ја понудија Гога Силјановска за кандидат на ДПМН. Бидејќи службата не го прави тоа ден за ден. Подготовката на Силјановска трае на малце подолго. И мислам дека почна некаде
по почетокот на 2018 година, да се подготвува, да се бара човек, кога е најден човекот да се подготвува терен, да го прифати ДПМН човекот. Ова го зборувам од искуство. Да. Сум учествувал во една таква, да сега нема да не губим време да го објаснувам, но по некоја друга прилика ќе го објаснам, кога ќе разговараме повторно за УДБА и за нейните принципи на работа, ќе објасним подлого. Но бидете сигурни дека ова е така. Ова се случило. И јас сум бил еден од главните играчи во таа игра. Ај сега, значи, да го заокружиме ова со заe. Значи, ако тој вели устав нема? Нема устав. Нема устав. Нема устав. Нема собрание. Купува пратеници како јагиња на пазар. Како компири на пазар купува пратеници. Никој не реагира. Сега, значи, што е единственото што може да го направи народот тука? Само бојкот. Бојкот. Но тој бојкот, јас неколку пати тоа го споменувам, мора да трае додека не се воспостави, не бидат воспримени барањата од бојкот, од граѓаните. Бојкот не е партија, не е здружение, тоа се граѓаните. И додека двете партии, бидејќи сепак тие се во парламентот, тие се во момент носители на власта. Тоа е, ние не се бориме против да го рушиме на нелегитимен начин системот, со револуции, со не знам што не. Ние сакаме да го срушиме системот по легален пат и легитимен, да го срушиме на избори. И тука е она што ни го подметнува дека ние бараме само фер да се услови да се спроведат за да се сруши режимот. Избори, да се промени изборниот закон, да се промени изборот на владата, да изборите да ги спроведе техничка влада. И чиста работа е. Потоа бојкотот е врзан само со една идеја. Да го сруши системот. Бојкотот нема нема идеолошко обележје. Не застапува ниту лева, ниту десна, ниту реалистичка идеологија. Едноставно се бориме државата да стане правна и демократска. И да обезбеди фер и демократски избори. На тие избори да се надпреваруваат партиите според идеологиите, за кој ќе се одлучи гласачите. Тој ќе биде победникот и тогаш ќе ја гради идеолошката слика за државата, идеолошкото уредување на државата. Да, зашто и да не заборавиме, ние имаме сега влада во која што не учествува партијата која што победи на изборите. Да. Што е слично на она што се случи 90 до 94 година. Да. Така да, едноставно и од таа појдовна точка, ние мораме да инсистираме на нови фер избори. Точно така. Сега, зборејќи за втората страна, за партијата ДПМН и за бојкотот, нивниот лидер се одзва оваа недела по однос на тоа прашање. Да. Да чуеме што има тој да каже. Драги пријатели, сакам да се обратам до оние кои цврсто заговараат бојкот, а кои сепак во своите срца ја носат идејата за Македонија. Ние сме браќа и сестри по нашата кауза и знам дека имате 1000 причини да бидете разочарани, повлечени, бесни. И не велам дека за се не сте во право, но ви се обраќам искрено, без ракавици, во име на организацијата со историско име и завет, ВМРО. Имате една причина зошто морате да излезете. Таа се вика Македонија. Бојкотот на овие избори знаете дека му помага само на Зоран Заев. И тој потајно тоа го посакува
и на тоа се надева, и на тоа работи. Некогаш треба да се биде молчалив и да се чека прилика кога треба да се биде гласен. Ова е твое време. Сега треба да се биде гласен. Дојдете во нашето семејство, затоа што со нас имате многу повеќе заеднички работи отколку со оваа однонародена власт. Бесот нека не ви биде поголем од љубовта кон татковината, која знам дека длабоко во срцето ја имате. Дојдете заеднички да се бориме против ова зло. Излезете и гласајте. Не барам да гласате поради мене или ВМРО ДПМН. Гласајте поради себе и своите семејства. Гласајте поради Македонија. Значи, за мене две работи што сакам да подлечам. Една е, вели дека бесот нека не биде поголем од љубовта кон Македонија, а втората е, вели дека ние сме биле браќа и сестри по кауза. Ние и Мицковски и Гордана Силјановска. Сега, како може да биде браќа по кауза со Силјановска Давкова? Која е нената кауза? Многу јасно говори, барем јас паметам на која партија таа припаѓаше, што бранеше, што застапуваше. Таа се бореше за трета Југославија. ВМРО секој се борело за самостојна и суверена Македонија. Самостојна, суверена и демократска Македонија. Македонија на македонците. Силјановски денеска во нејните настапи никаде не споменува дека е за Македонија на македонците. Никаде не се повикува на ВМРО, на каузата на ВМРО. Па, секаде тврди дека никаде партиската... Таа зборува за европски вредности, за европска Македонија, за европско ова, европско она. И сега, оние кои имаат доволно долго паметење или кои имаат доволно ум да погледнат малку на работите од порано, значи да прочитаат нешто што се зборувало, изјави нечи стари, ќе видиме дека и Југославија кога се распаѓаше, тогаш оние кои беа против распадот на Југославија, како Киро Глигоров, Силјановска и Бранко Црвенковски, Стојан Андов, целата булумента комунистичка, тогаш не убедуваат дека ние треба да останеме во Југославија затоа што тоа е европската определба. Да. Значи тие никогаш не се повикува на, што знам, на трактите на Христо Матов или на идеите на Татарчев, на Гоце Делчев, на Александров. Тие се повикуваат на некакви си европски вредности кои што ни самите европјани не ги знаат денес. Да. Ние, да го подсетам Мицковски, објавивме едно видео во кое се обидовме да го представиме политичкиот пат на Силјановска Давкова од 90-та година па до денеска, до 2016. Од партијата до денеска ниту партијата, ниту Силјановска Давкова не демантира ништо од видеото. А во видеото има толку многу материјали, докази, докази кои докажуваат дека таа цело време се залагала за опстанок на ова заробена држава, на овој систем. Што имаме заедничко ние со неја и тоа да се повикува на ВМРО и заради Македонија не. Силјановска била против самостојна Македонија. И сега, во однос на бесот. Прво, од една страна, ова ни е веќе која четврта, мислам дека емисија, ако не и пета, на темата председателски избори, бојкот. Јас не се сеќавам
на една од тие емисии кои што ќе бидат неге 4 часа, 6 часа ако не и повеќе материјал, да ни се качи притисокот или да кренеме тон. И во коментарите што ги читам по социјалните мрежи, луѓето што објавуваат нивни своји видеа едно друго, не можам да забележам некој безразумен бес. Постои лутина кај луѓето и тоа е нормално и неопходно. Затоа што ние како луѓе, како разумни луѓе, мораме од време на време да биднеме бесни и лути на неправдата. Ама види, како да не бидеш бесен и лут кога при свест те прави дека си будала. Те подценува Мицковски и партијата. Тие нудат Силјановска Давкова. И сака да ти ја продаде дека таа е идеалот на ВМРО. Како? Па чека, ние не сме луѓе без мозок. Не сме луѓе без паметење. Ние не сме зависници од коската што ни ја нуди партијата. Па да мораме да и против својата волја да кажеме да, Мицковски е во право, Силјановска е добар избор. Не. Ние сме луѓе со интегритет. Луѓето кои бойкотираат и кои повикуваат на бойкот се луѓе со интегритет и тоа не може да го разбере Мицковски. И сега се ни нуди срцепалателни говори, ние сме браќа, да гласаме за Македонија, ако ми се лутите во право сте, не знам што не. Па зошто ако сме во право? Јас ќе тргнам од мене. Објавив 4 текста. Првиот, пред да се избере Мицковски. Беше избран Мицковски, но не беше избран. Како да се избере, дали да не дозволиме да се избере председател на партијата, удва да го избера повторно председателот на партијата. Беше избран. По текстот јас никој ще сум покажал или не сум кажал дека тој треба да стане председател или кандидат за премиер или не. Тоа треба да го одлучи базата на партијата. Да ги прифатиме демократските вредности кои се покажале најделотворни, најуспешни. А изборот се прави само на кога секој кандидат се кандидира во својата изборна единица. Во својот изборен комитет, општи комитет. Потоа напишав 2 отворени писма. Во едното повикав уште пред да се промени името, да се подпише за преспа, да сите пратеници поднесат оставки и да се бойкотира работата на собранието. Во второто отворено писмо, кое намерно не го пушти веднаш, остави в период да видам како ќе се десува, го пушти некој месеци потоа, му објасни дека ја заговорив темата за лустрација, за да се направи нешто, мора да се ослободи државата од удба. И сега Мицковски ни носи човек, ни го нуди како спасител, човек кој работел за интересите на удба додека бил во Венецијанската комисија. Бил против лустрација. Човек кој што бил во владата на Црвенковски, која што го започнала прогонот, кој што доведе до потребата од лустрација. Правилникот за работа, онај од 1092, во кој првпат е воведена линијата за работа, македонски врховизам и екстремизам, е дело на таа влада. Таа тогаш не кренала 2 прста, чекате ми луѓе. Па има устав, како може да подпишува министерот Фрчковски, да подпишува. Таа е професор по устав, така ли е? Да, уставно право, сега се удира во гради. Дека таа е еден од најдобрите познавачи на уставното право. Во Европа? Во Европа не, и во светот па и пошироко, ќе излезе уште малце. И сега
на таков човек треба да му верувам јас. Или луѓето кои биле прогонувани, кои ги скршила удба, ги направила соработници, кои сега не знам што да прават. Од една страна се за лустрација, но од друга страна, бидејќи законот го смислија да биде удар кон соработниците, оние, а не кон налогодавачите и извршителите, тие луѓе кои со уцена и теко дошле ништо скоро. Зборувам за она маса од 100-200 илјади луѓе кои од 350 илјади, кои немат никаква вина. Тие сега се не знам што ќе прават. Постојат во досиеата дека давале извештаи, ама со тие извештаи не направиле никаква штета никому. И тие сега се плашат, ама ако се открие тоа, сите околу мене ќе ме презираат. Тука е проблемот. Што Сејановска Давкова тоа го дозволила. 8 години во Венецијанска комисија. Што фајде видовме од тоа во Венецијанска комисија? Што допринесе тоа да се спроведе илустрација во Македонија? Па напишала е некои 2 книги или 3 книги на англиски јазик што никој не може да ги прочита или што македонската јавност не може да ги прочита. Што пишува во нив? Не знаеме никој. Знае, зашто во Македонија книги се пишуваат за да не се читаат, да се купуваат на метар. Сигурно пишувала дека немало прислушкување, дека само Груевски е диктатор и дека во времето на Доста Димовска е направено прислушкување. Ма чекај. Кој прислушкува во времето на Доста Димовска? Кој прислушкува во времето на Груевски? Сега Сијан Аврамовски е една константа во УБК, да. Во СДБ. Никој не го споменува него. Да. На него ќе се навратиме подоцна затоа што имаме да, клип кој што е затоа и посветен на тоа. прескокнав, нема да зборувам многу. Меѓутоа, Мицковски само да го завршиме. Значи, како што реков веќе, сите луѓе кои што пропагираат бојкот нудат аргументи, не урлаат како забегани утки. Меѓутоа, повторно се вратам дома на бесот. Значи ти во тоа второ отворено писмо до Мицковски бараш од него или го советуваш тој со целата негова партија да поднесат масовна оставка. Да. И на тој начин да се обидат да го парализираат системот. Доколку се случише тоа, тогаш немаше да може да се случи купувањето на 8 пратеници од ДПМНЕ. Точно така. Сега, ако зборуваме за бес, а нели е тоа легитимен бес кој што треба да го чувствуваме против овој човек? Да. И тој сите негови свесни пропусти. Сака да никој не ги споменува. Сака да се заборава дека не биле пропусти, дека тој водел тивка војна која ќе еден ден, како кажа, водам тивка војна, имаше една таква будалија, ми ја пренесоа од еден состанок воден кај Глигоров, кога беше на делегација на ВМРО кај Глигоров и кога се обидела со Глигоров да послушна некои лоши работи во застојот на демократијата, во узурпирањето на институциите и во непреземањето на чекори за признавање на Македонија, поднесување на барања до државите, Глигоров им одговорил вака. Јас сум Кутузов. За нешто не знаат, Кутузов е генерал
кој со повлекување и со одстапки го навлекол непријател да влезе длабоко. И потоа со контраудар го уништува. Тој контраудар никогаш не го видов на Григоров. Да. Така да сега и Мицковски исто го зборува. Дајте шанса, па ќе видите што ќе направиме. Не. Мицковски имаше многу шанси. Сите шанси не ги искористи. Туку му местеше на Заев да пука на празен гол. Се што кај што требаше да действува, не да прави протести. Протестите не се битни. Тие не носат ништо добро. Тоа се го напишал 100 пати. Протестите можат само да ја дадат на власта за право да апси, да воведува забрани. Но да уведува полициски час. Част, мислам. Бојкотот, оставките на пратениците, на советниците во градските собрание, на градоначалниците, ќе предизвика парализа на системот. Системот на власта. Да. И тоа беше единственото решение. И сега пак го зборувам истото. Изборите го зборуваме ова веќе неколку пати. Не може да ги добие овие избори. Заев кога му ја праќа по раката. Сега дека се може да направи. Па зошто да не наполни 200.000 гласа кутиите? Нема проблем. Кој ќе бидат наблюдувачи? Ортаците на Заев од ДПМН. Па видовме што како реагира институциите на полнењето на кутиите на референдумот. Никако. Мицковски дефинитивно е човек марионета кој што како Джилас на времето што треба да игра дисидент, еве тој ја игра улогата на опозиција. На екранот под ова видео стои едно мислење твое, односно на Јордан Петровски, кое што ти го сподели како коментар на ова видео на неговата Facebook страница. Да. Коментарот, која е судбината на коментарот? Коментарот стоеше неколку часа и почна да добива лајкови. Отидов на работа со Бајле, работев и кога се вратив, моето мислење го нема. И сега ќе напишам текст за ова, само да си го споменам сега. Ова говори за демократскиот капацитет на Мицковски. Ова што го зборува во видеото, истекува дека е лага. Се потврдува дека е лага. Браќа сме по кауза, нели? Да, нели браќа сме по кауза. Па зошто го брише моето мислење? Ако не е вистинито, ако не е подкрепено со аргументи. Сите луѓе, тоа ќе го... Зошто не им остави на луѓето кои чита да донесат суд? Но, што рекол Шопенхауер, ниједна вистина не се плаши од друга вистина, ама секоја лага и манипулација се плаши од вистината. И тоа го напишав во тој текст кој е за него, дека никој не сме, ако секој кој му е честа намерата, и во моменти кога не ја говори вистината, ако тоа го прави несвесно или од недоволно познавање на работите, тој ќе се коригира. Но, кога ќе ја брише и кога ќе се обиде да ја цензурира слободата на говорот, јасно кажува дека тој се плаши од вистината. Да, тој вистината ја фрла во огинот на, како беше сега на македонски, од 1984-та. Memory Hall, дупката на сеќавањето. На сеќавањето. Фрла во огин и готово, не постои. Не постои. Тука е... Ко завршивме? Ко завршивме, мислам, многу треба да се зборува, само сепак заради времето. Ке дојде време, ќе зборуваме уште пак. И сега одиме со последен инсерт, последна тема вечерва.
Од претседателската дебата на Сител, ова беше од минатата недела, 14 април објавено видеото. Тука се присутни Блерим Река, Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски. И да го чуеме клипот во прашање. Не важи правото зашто тие веруваат само во политика. Не можам да сватам зашто зборувате кога во периодот кога вашата партија беше на власт. Партијата која ве поддржува, од која вие нон-стоп се оградувате, меѓутоа сте потпишале таму дека ќе ги следите нејзините политики. 20.000 луѓе прислушкуваше, меѓу кои јас и моето семејство. Сега, оние кои не го гледале видеото за Пендаровски, нашето видео за Пендаровски, заради нив мора да повторам некои работи. Пендаровски овдека вели дека 20.000 луѓе се прислушкувани во бомбите, меѓу кои неговото семејство. Колку луѓе се прислушкувани во времето кога Пендаровски беше директор на аналитика и во БЈБ на Диме Ѓурев. Дали ќе каже, ќе се осмели да каже. Бијќи ја знае бројката. За моето досие има изјавено дека моето досие е волнено. Значи го читал моето досие. Во него видел дека сите прислушкувања се неуставни. И во сите други. Ако во Македонија има 350.000 соработника, колку досие треба да има? Така да, една поента, мислам да, што значи да, што ќе донесе Пендаровски како председател? Прислушкување повторно ќе има, но тоа нема да се обзнанува. Бидејќи си ги вратија луѓето, комплетната гарнитура се врати, која е најверна на СДС. Лазаревски, Костовски и директор на УБК е Николовски. Назор на ОТА се сите кои беа најмногу против лустрацијата и кои тврдеа дека не постои прислушкување во период 91-98 година, дека тоа што се прислушкувало било за интереси на владата, а што не е по устав, не битно тоа. И сега таа екипа, и со тоа со новиот закон што Заев ќе биде над сите служби, над сите, и над Агенција за разузнавање, и на УБК, и на сите ќе биде Заев. Значи целата моќ ќе биде во раците на Заев. А тоа го аминуваше без проблем ДПМНЕ, воопшто не спореше со сите тие избори на ОТА, на се носење закони. И сега Мицковски не нуди промена. А кога е промената? Да одиме понатак. Значи, тоа се стравични злоупотреби на човековите слободи и права. Тоа е рушење не на правна држава, тоа е рушење на фундаментите на државата. Значи, ние не можеме да се оправиме, да се крееме на нозе од тој скандал во понова Европа, во модерна Европа. И сега колку е патетичен. Тој скандал бил многу голем и затоа не може да се оправиме. А што од 45-та до 91-та е една ајде. Так, да не ме разбере никој погрешно. Но, тоа било во комунистичка држава и нормално било да се прислушкува. Но од 91-та носене нов устав во кој јасно стои дека прислушкувањето може да се врши само со судски налог. Професор по право е, колку разбирам, Пендаровски. Но мислам дека она констатација на Силјановска, да се сложам со неа во нешто, дека тој дипломата мора да му се провери. Или е купена, или е подарена. Јас би рекол дека е подарена, затоа што тој го заслужил таквото место со неговиот ментален склоп. Околу неговата диплома
дека што ми ја спомна темата. И околу дипломите на сите овие што се можеме да кажеме. Пред некој време гледав некој документарец околу руската вселенска програма од 50-те, 60-те, Јури Гагарин, Лајка и не знам што таму. И сега во документарецот учествуваат, бидејќи сега сниман по последните неколку години, учествуваат не оние кои биле во тоа време, туку нивните синови и ќерки. Значи зборуваме за синовите и ќерките на најголемите големци. Не, само туку и политички службеници. Целиот естаблишмент советски од тој период. Значи, тоа ќерките на Крушчев, на Брежнев, на сите таму кои беа. И едно што забележав. На сите пред името проф. Д.Р. Немаше еден од нив да не е професор на факултет. Така. Значи, кој е професор на факултет во тие системи? Најпроверениот кадар. Сигурно. Значи, колку што е вредна титулата, дипломата на Пендаровски, толку е вредна и на Силјановска. Па, затоа, лустрацијата во Источна Германија, бидејќи имале германците Источна Германија среќа, да постои Западна Германија, која се развивала по демократски пат. И лустрацијата кај нив донесе сите професори на правните факултети во Источна Германија се пензионирани. Никој не може да предава на факултет, на правен факултет. Бидејќи точно е лоцирале каде е проблемот од правните факултети, бидејќи ако не се почитува, ако не се вгради во свеста на луѓето о правната фела, дека мора се почитува словото на законот, словото на уставот, што очекува од обичен човек. Ма ти од правниот факултет излегуваат правници, судии, новинари, професори. Значи, сето она што е главно, циот столб излегува таму. Таму. И сега, затоа, а кај нас тие исти луѓе нон-стоп се во власта. И или околу власта тие се главните советници, пишувачи на закони. Пендаровски, Силјановска. Ѓорѓи Иванов, Тупурковски. Кого да споменеме? Камбовски. Владо Поповски. Фрчковски. Оди. Нема што ти упаѓам, но каде се судските одлуки за тоа 20.000 прислушкување? Зашто еден не е затворен во затвор? Сега сакаш да кажеш дека ја треба да се јавам или не знам? Не, па сега не ли сте на власт? Немојте така. За 20.000 бомби беа само така и никој не отиде во затвор за тие 20.000. Па немојте така. Има имено за случаи кои се поврзани со нелегално прислушкување. Сега, Плејнев река, споменува нема тужби, нема ништо. Како да има тужби? Ако постои тужби, ако се отвори процес, ќе се дојде, ќе падне во вода приказат дека снимал Груевски, по налог на Груевски. Ќе мора да се отвори дека снимањето од 45-та па до ден денеска е по налог на ист центар. Така да затоа нема судски пресуди. Јас се одважив и Блажо Стојановски. Ние двајца, независно се без да се знаеме во тоа време, сме поднеле кривични пријави за неуставно прислушкување. Блажо ја поднесува кривичната пријава 2001 година, веднаш по добивањето на досието, поднесува кривична пријава. Кривична пријава му е отфрлена заради застареност, а неговата последна службена белешка во досието е од 2000 година. Моето досие, мојата тужба, бидејќи можеби беше многу добро напишана, срочена, аргументирано и
мораше да се прават тешки фалсификати, бидејќи не можеа од старт да најде друг начин, ја направи фалсификат земајќи друга службена белешка, не последната, како и така ја прогласија за застарена. Потоа, бидејќи тоа беше за застарување од 10 години, сега постоеше уште една варијанта ги заборив тие два збора за застарување, второто е 20 години. 20 години е второто застарување и ја се префрлив по правен лек да гонам по приватна не да се гонам по службена должност, како по моја приватна. Кога го влекува, се менува истражни суди, што не се правеше и на крај сватија дека ќе живеам 20 години, ќе мора да... Може би во тие 20 години ќе се случат некои работи, ќе дојде до промени, ќе се отвори процесот, ќе почне судењето. Најдоа гревчиња судии, кои во тек на процесот, она што се случи со кривична пријава на Заев, ја преиначија висината на казната, обвинението, го преиначија дека не е 10 години запретена казна максимална, туку е 3 години и затоа делото и по таа основа беше прогласено мојата тужба за застарена. Зошто никој од овие еве сега што говорат за ако 2007 година е поднесов кривична пријава, 2014 е конечно отфрлена како застарена и не е отворен процес. Зошто Пендаровски не станал да каже, чекате ви луѓе, да ја прекинеме оваа пракса на прислушкување. Да, еве, човекот поднел тужба. И јас му го знам досијето. И сега има уште една работа и еве ова е причината зошто например не можам да развијам чувство на доверба кај албанските интелектуалци. Сега господинот Река го прашува Пендаровски, па добро, кај се судските разврски во однос на бомбите и на специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, кај е прашањето за судските разврски на досиејата водени од 91 до 2000 година, до отворањето на досијата. Тие досија за кои што зборуваш ти. Бидејќи, тие досија се водени како формално, како истражна постапка, која што требала да доведе до некакви судски разврски. Да. Во ниедна од тие постапки нема судска разврска. Само да објаснам колку бројката која е блиску до вистината. Се работи за нешто помалку од 50.000 досиеа. Фрчковски вели вака, дека секое лице, зборам за досиеа отворени после 91 година, не за досијата пред тоа. Тука има некои обновени досиеа. Било прекинато гонењето 80 години, но бидејќи повторно луѓето се активираат за самостојна македонска држава, повторно ми се отворени досијата. И тие влегуваат по таа бројка нешто под 50.000. Фрчковски вели вака. За секое прогонувано лице постои мерката прислушкување на телефон. Тоа се, да кажеме, 40.000 телефони, 10.000 телефони, да не валят тие луѓе што биле прогонувани. Во случајот на бомбите, прислушкувани се 5.000 телефони. И преку тоа е дојдено до бројка од 20.000 прислушкувани, меѓу кои наводно било и стео прислушкувани. На 40.000 прислушкувани телефони. Колку е бројката на прислушкувани луѓе? Тоа е секој човек кој што го употребува тој телефон, така? Кој се јавува Што се оние што живеат во тој стан или кои што работат во таа канцеларија, плюс сите оние кои што се јавуваат на тој телефон. И тоа е прислушкувана може да кажеш цела Македонија. И сега за Пендаровски е проблемот за кој Европа најгоре во Европа е прислушкувањето
од 5000 телефонски броеви. Во време кога во Македонија мобилната и фиксна телефонија е преку милиони кусур, од времето кога имало само 400-500 телефонски приклучици. Значи, прислушкувани се 10% во однос на 0, нешто проценти во период кога се бомбите. И сега, зошто постојано се враќаме на тој период и на тие прислушкувања? Затоа што тогаш се случува кооптирањето на ВМРО-ДПМНЕ. Без тие удбини постапки, без тие претходни обработки на луѓе, нема да биде Мицковски лидер на ВМРО-ДПМНЕ и нема да биде Гога кандидат на таа партија. Тоа е, значи еве целиот круг се затвора. Тоа е удба со тие прислушкувања. Со тие успеала да обезбеди материјали да ги оценува луѓето. И сите тие луѓе ги има во рака удба. Лесно е ти уценет човек да го натераш да работи што сакаш ти. И затоа јас многу пати говорам. Не смееме да дозволиме уценет човек да дојде на власт. Човек кој бил кој знаеме дека има зад себе валканици. И да дојде на власт. Што мислиш дека утре за Гога само ќе ги споменат таа што направила во власта. Ќе спомене што направила во Венецијанската комисија. Иако тоа не оди во полза да власт, но тоа ќе биде рушење на Гога. Да. И таа ќе мора да игра како и свира. Да, сите овие аргументи кои што ние ги изнесовме во овие видеи, кои што ги изнесуваме, и против едниот и против другиот кандидат, сите тие аргументи кои што денеска никој не ги чепка, ниту СДС, ниту ДПМНЕ, ниту пак јавното обвинителство, кога ќе дојдат овие, еден од овие двајца кога ќе стане председател, тие потоа ќе се земат на тивко, не пред медиумите, не пред ништо, ќе се отиде во канцеларија на кафе. Еве што е денеска проблемот, како што се обидува на Трамп да му направат со тоа наводното досие за тие проститутки што уринисувале на кревет. Точно така. Е тоа. Одиме натаму. Да. Па ние имавме случај за изборните резултати и никој не отиде на затвор. Па немојте така. Во времето на нејзиното масовно прислушкување, значи имате искуство. Во времето на Доста Димовска. Како е можно од 20.000 бомби прислушкувани? Како не бил во времето на Доста Димовска? Па Доста Димовска беше од крајот на 99 година, министар на полиција, после реконструкцијата на владата. И тој беше тогаш директор на аналитика и потпарол. 2001 кога одеа да го земат досието, тој беше таму уште, моето досие. Прислушкувањето беше тогаш на Доста. Тие викат на Доста, не е точно дека на Доста прислушкувањето. Потоа се враќа и станува директор на УБК на СДБ Верушевски. После аферата голема УО, назначен за директор на УБК во владата на Лјупчо Георгиевски, Верушевски. Што сакаме сега? Што очекуваме? Сега пак од друга страна војводката Сирма Војвода тука се фаќа за сестра и Доста. Да. Дека за нејзиното прислушкување. Повторно таа не може да ја сокрие нејзината омраза кон 4 букви. Иако тоа не е вистинско ВМРО веќе од тоа. Но ете буквите се тие. Таа не може да го сокрие, да ја сокрие омразата кон таа идеја, кон таа кауза и кон тие букви, кон таа партија. Прислушкувањето на Доста, а прислушкувањето на Фрчко го нема. Така ли е? Кога Фрчко прислушкувал, тој доделувал фришоп на нејзиниот сопруг. Тука е затоа тоа е легално прислушкување. Бидејќи е во интерес на Гога. Сигурно и во времето на Доста таа Гога не била ниту програмувана, ниту ништо. Бидејќи ако Лјупчо ги исполнеше ветувањата кои ги даваше пред изборите, ќе се откриеше кај оделе парите од фришоповите. Што била функцијата на фришоповите. А со тоа
и улогата на семејство на Гога. Сопругот и таа. Таа не можел да не знае што работи сопругот. Ептен ќе биде тоа многу модерен, современ брак. Така да точно ти е констатацијата. Таа веднаш скока на ВМРО. На доста. Ме подсетува на известни овдека, исто ги има некои квази десничари, оние кои пратат интернетот, сигурно има слушнато за Бен Шапиро, и тој се представува како голем идеолог десничарски, меѓутоа неговата критика е секогаш на десно. Тој секогаш удира на десно, никогаш на лево. Секој левичарски принцип, тој е првиот кој што испаѓа со колумни, со трактови за тоа како, да кажеме, хомосексуалните бракови од секогаш биле конзервативна вредност. Да. А секој пат има што и да направат од десно, тие што се понадесно од него, секој пат на нив мала. Тоа е Гога. Да. Одиме понатам. Да. Ние немаме еден предмет завршен. Чак и за изборни нерегуларности. А Блирим, како е можно господинот Верушевски да е советник? Значи ги вратија назад луѓето. Замислете што се случува со Асанж, а сега замислете, леле. Ги вратија луѓето назад, Верушевски го вратија назад. Советник на Гога стана повторно војвода, Сирма војвода. На иста линија со тебе тука. Види, да ти кажам нешто. Јас сум еден од ретките кои не го преценува Верушевски. И сите овие работи кои ги стават на Верушевски дека ги правил. Прислушкување, ДВС, во времето на доста, едно, друго, трето, после ова. Главниот човек е Силјан Аврамовски. И тоа е всушност, и сега кој се погледне што функции имал Силјан Аврамовски. Беше министер на полиција во владата на Црвенковски после 2002 година. Значи, влада која дојде после владењето на Љупчо и која требаше да направи чистка и оние што беа верни на идејата на ВМРО да ги дотера со уцени и со било што да се откажат од тој да му ја предаде партијата на Груевски чиста, без ВМРО-вци. Затоа Силјан беше именуван за министер на полиција. Не му требаше многу време, веќе ги знаеше сите работи. Му беа во раце. Абсурд, доаѓа Груевски на власт. Силјан е заменик на директор на Сашо Мијалков. Тој ја води УБК. Тој е... И сега некој убедува дека овие двајца... Верушевски. Не, Крстевски и Лазаревски, да. Костовски и Лазаревски, сами донедле одлука и ќе зимат таму. Тоа е бакалница и плегуваш, взимај пуни торба, изнесувај. Тоа се оние двајцата свиркачи. Свиркачи, да. И тие не можеле без Силјана да го прават тоа. И сега, ако ги обзнал Силјан разговорите, ако му ги даде на него, ептен ќе биде тој Верушевски избран. Верушевски остана без функција. Советник на Заев за НАТО интеграција, за НАТО за таму. Са функција која нема никаква тежина, нема влијание. Силјан е човек кој ја правеше реформата на УБК. Сега зимаш, еве ти еден абсурд. Го земаш човекот кој бил 10 години заменик на Мијалков, остана и после Мијалков. Значи, двајцата директори на УБК имат кривични пријави за работењето, зло што работење на УБК, прислушкување,
овој вториот што беше малку, тој му го говори за упадот од 27-ми. Силјан не е исту, никад не е бил тамо. Значи, повторно, Гога се издава како лажна опозиција тука, таа повторно пука на погрешна мета. Да. Никој да спомене дека Верушевски е дел од она власт, од она прислушкување, кое било 91-98. Она прислушкување која таа го штити и го заштити во Венецијанската комисија. И ден денеска молчи за тоа. Молчи за нената улога во спречување на лустрацијата. Молчи за... И никој не ја прашува за тоа. Тука е уште играта. Стево исто така не знае ништо за тоа време и не знае човек, нема што да праша. Новинарите изгледа не читаат кирилица и не слушаат македонски, не разбираат. Не разбираат. Па затоа и тие нема што да прашаат. Нема што да прашаат. Одиме понатаму. Па добро, со еден Титаник се целокупното раководство тогашно на влада и на партија, сите функционери се. Со еден Титаник, ако ние кажеме дека сме ги завршиле бомбите, тоа го има луѓе кои што директно биле инволвирани во сите тие процеси. Вие предлагате тие двајца луѓе што беа во петата управа и Верушевски плюс. Предлагате да не ги дадат тие стравични злоупотреби на македонската јавност, да си ги чуваа во себе и да учествуваа, па тие беа терани да не прислушкуваат. Требаше да си ќутат. Сега, повторно, за улогата на свиркачите. Кога ги напаѓа, Стево ги брани. А логично е, ако Слјанска Давкова да праша зашто тие луѓе молчеле кога било прислушкувањето во времето на Фршковски. Исто неуставно, криминал од многу поголеми размери него што бил во времето кога прислушкувале на Груевски. Прогонува на опозицијата во многу пожестока форма. Прислушкувано партиското седиште. Прислушкувани 30.000, 50.000 телефони на луѓе блиски до партијата или членови на партијата. Нема прашање од Гога за тоа. Да, во твоето доси експлицитно стои дека поради твојата блискост со ВМДПМН, ти си интересна личност. Мислам кај Блажо Стојановски нешто слично беше дека тој кокетира. Бидејќи ние Блажо ни јас не сме биле членови на партијата. И затоа уште е уште пострашно. Да. За партијата ги имаме оние синартица, Дувло. И уште едно што вели Пендаровски, вели, значи вие сакате овие да си ќутат, овие свиркачите да не зборат ништо. А добро, сега, нели ќути Заев со необјавата на колку беше 80-90% од разговорите? Па вака што ги има тој. Тој сам призна башка што тие разговори веќе биле филтрирани како што објаснуваше Лазаревски. Самиот Заев призна дека тој добил преку 1 милион и нешто разговори. Во интервјуто кога ги предаде разговорите на СЈО и СЈО Катица Јанева, и тој изјави дека се околу 600.000 разговори предадени. Каде се 400.000 разговори? Што има во тие разговори? Зошто Заев ги чува? Каде ги чува? Зашто ги употребува? Грешката, тоа што се обидува да ги направат свиркачите херои, не е точно. Тие се само... Тие се Мицковски. Тие се Силјановска. Тие се глумат некаков отпор. Не, тие се луѓе кои извршиле задача добиена од УДБА. Крај. Бидејќи и тие биле лесно убедени да го одработат тоа, бидејќи за нив ВМРО е непријателот. И тоа за сите овие ВМРО е непријателот. Да, па затоа вие и затоа Лазаревски многу убаво во еден момент објаснува кога во неговото интервју што го обработувавме.
дека вели како е можно да се пристушкува опозиција представена опозиција. А било можно да се прислушкува без проблем. ВМРО кога било опозиција, нема проблем. Да, затоа што тоа е ВМРО. Да. Дека во службата дошли да работат непрофесионалци. Па како е тој професионалец, тој бил во што ја гледа неговата професионалност. Ако бил професионалец, вред, видел неправилности на работа. Не работел од 1991 до 2006 во службата. Доаѓа 2006 во службата и тој и Костовски. Гледа што се прави, се одлучуваат да ризикуваат затвор и ред други работи, ги прибират материјалите и Асанж на кого му ги даде материјалите? Ги даде на политичка партија? Не, ги објави тој директно. Значи, може без проблем со материјалите да излезат надвор од Македонија, да побараат азил било каде во свет. Зборам во демократска држава, ќе добие азил, веќе кој ќе каже што носат и зошто идат од таму. Канада немаше проблем да им даде, бидејќи веќе во Канада постои едно досие, ама за жал од времето кога тие работеле во службата. И од тука да ги имитуваат разговорите. Да го срушат системот, но на нив не им беше цел рушење на систем. Туку зацврстување на системот. Сите мерки кои ги направи Заев, кои ги аминуваше Мицковски, за реформа на службите, за реформа на судството, се само затврстување на тоталитарниот систем. Во која држава може да биде премиер, председател на комисија за реформа на судство? Во време кога се води судски процес по втор пат за подкуп. Па може во Италија на Мусолини. Само во таква држава може премиерот да држи еден куп такви. Се да биде тој. И што едно последно што всушност направи овие свиркачите. Тие ја зацврстија позицијата на Груевски од перспектива на како на него гледаат луѓето. Да. Значи, сега испаѓа после колку веќе 3-4-5 години од како за прв пат излегува 2015, значи 4 години. Тогаш Груевски излезе со она дури комична тогаш изјава дека тоа се сечени, лепени, монтирани. Да. Меѓутоа, поради тоа што тој одби да го направи умното и разумното решение, тогаш се повлече да нареди истрага едно друго, поради таа негова постапка, таа негова изјава делуваше неискрена. Меѓутоа сега, гледајќи ги работите од денешна перспектива, сега на начинот на кој што се однесуваат СДС и што работат со тие, со моќта која што ја добија благодарение на тие бомби, сега испаѓа дека Груевски бил во право. И сега што се прави? Значи повторно тие од време на време како сврзани садови сега му даваат едно време го рушат деме Груевски, му даваат легитимитет на Зајко, тој испаѓа со ленти, потоа како веќе популарноста на Зајко паѓа поради неопходно паѓа, неизбежно паѓа поради потезите што ги влече. Сега, одеднаш повторно Груевски се издигнува, зашто Мицковски е очигледно е дека е човек за повремена употреба и тој нема да Сега повторно, значи, Груевски треба да го цементираме и да се врати како спасител. Да, точно така. Бидејќи логично беше ако веќе побара и доби азил, да си го решава семејството. Груевски воопшто не размислува
да си го прибере семејството кај него. Значи тој свесно знае дека ќе се врати назад. Дека азилот за него нема да трае затоа што е дел од системот. Знае дека системот, тој, она што го говоревме во емисиите за него, дека тој не се бори против системот. Тој требаше сега да биде најжесток борец против системот во Македонија. Да го урне системот, бидејќи бил дел од него. Ги знае сите, на него на секој збор ќе можеше да му се верува надвор. Да, сега тој требаше да биде Јури Безменов или овој Александар Солженицин. Да го разголи комплетно системот и се да стави пред јавноста. Но тоа е доказ. А што добиваме од Груевски? Добивме пред некое време објава на Facebook која ни вели стрпете се, останете со помалото зло, па ќе се направиме, после ќе се спасиме. И сега него води семејството во Унгарија. Груевски што прави? Сигурно дека ќе се врати. Колку месеци е веќе во азил? 5-6 месеци помина. 6, ако не веќе 7. Семејството му седи во Скопје. Чекај, децата и жената. Ајде, мајка му. Унгарија не е на месечината. Да. Унгарската влада без проблем ќе им одобри влез. Тоа е веќе со добиен азил. Значи, по конвенциите, спојувањето на семејството е формална работа. Добре, додиме уште 20 на секунди. Да, крај на... Не добивме никаков јасен одговор што всушност се случувало. Значи, уште еднаш, ако ми дозволите, гледам дека овде нешто не е јасно. Не, ако ние имаме 20.000 прислушкувани разговори, кој што велите вие, така? Лица. Добро, лица. И имаме специјално обвиницата која ги почна истрага. Ја викам, каде е судскиот епилог за 20.000? Ајде, нека не се за 20.000, нека се за 5.000, за 1, за 10, за 100 нека се. Ама не може... Има процедури, како сакаш да се мешам јајте се? Па зашто се формираше специјалното обвинение? За да работи. И што? И што направи? А нема ништо изработено, ти мислиш дека нема? Па не, јас сакам резултати, јас сакам судски одлуки. Европска комисија вели, таа институција треба да продолжи да работи. Па не ја остава да работи, тука не ја... Таа институција треба да работи. Што да работи? Да служи на власта да уценува, да ги врши велканите работи за власта со покренување на обвинение и потоа повлекување. Обвинение е повлечено во момент кога ја одговара на власта, да усени некого и потоа да го повлече, кога тој ќе исполни тој уценетиот, ќе баци рака на Заев или на системот поточно. Ќе биде се прекинува обвинението, нема истрага, нема судски процес, се ослободуваат од притвори. Не знам. Кога слушаш двајца луѓе кои длабоко инволвирани во цялата папазјанија на прислушкувањето, на злоупотребата на тајната полиција и сега продаваат магла дека тие се борци против такво нешто. Јасно говори кај тие ќе не одведат. Еве, како што рековме, ова е последната недела пред првиот круг на претседателските избори. И јас сакам да го поставам следно прашање. Кој е оној кој е против бојкотот сега? Кој? Па се знае кој. Сите луѓе кои се чували на системот. Сите луѓе кои се врзани за системот. За овој тоталитарен систем. Никој друг. Секој разумен човек, секој човек кој сака државата Македонија да биде, да се држава кај што се почитува законот, уставот, да бидеме сите еднакви пред законот. И која што ќе биде Македонија на македонците, држава која што ќе им служи на интересите на македонците. И ништо повеќе, ништо помалку. Точно така. Држава која што ќе ни дозволи да се развиваме
и конечно да си го исполниме нашиот капацитет. Ќе повторам, со опозиција која ни ја нуди Мицковски, нема шанса такво нешто. Со власт која ја представува Заев, да бетер нема такво нешто. Да. Овде има изрека што вели со такви пријатели не ти требаат непријатели. Да. Сега овде е обратна ситуацијата, со такви непријатели не ти требаат пријатели. Не. Кој ќе ти биде Мицковски пријател? Да. Ви благодариме на вниманието и ова 22 епизода на нашиот видео подкаст. Се надеваме дека ви се допадна содржината и дека ќе ја споделите со вашите пријатели и вашите познаници. Се надеваме дека ќе останете со нас во нашата борба да ја осознаеме и распространиме вистината, бидејќи само вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање, видите, гледате дека вистината се плаша сите од вистината. Затоа ние заедно со вас, кога велам ние, не мислам само на нас двајца. Мислам на сите вас кои не гледате. Сите тоа сме ние. И борбата мора да ги победиме. Довидување.